Со оглед на тоа што најмногу млади животи загубивме во текот на изминативе денови како резултат на страутниот пожар кој што се случи во Кочани, многу е важно овие денови и тоа го потенцираме во сите претходни изданија да се зборува за состојбата на младите во моментов. Ке зборуваме за тоа како се одвива и наставата овие денови во средните и генерално во училиштата кај нас, но и каква е атмосферата таму, иако веруваме дека не е далеку од добра, но факт е дека нели, како што велат, животот мора да продолжи и училишниот процес. Малку повеќе за тоа што се случува во училиштата, но и тоа колку средните училишта во нашата држава се подготвени за вакви неочекувани и кризни состојби, колку често се прават вежби се со цел нели да се подготват младите кај нас токму за кризните ситуации. Ке зборуваме со нашиот гостин Александар Сибиновски, кој што инаку е професор по физичко во средното училиште Владо Тасевски и меѓу другото поранешен директор на истото ова училиште. Александар, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до сите што не следат. Со оглед на тоа што сте нели професор по физичко, поранешен директор на оваа институција, можеме ли да кажеме каква е во моментов состојбата, односно ситуацијата, атмосферата, со оглед на тоа што нема никој нели кој што не е засекнат од целата оваа ситуација, како реагираат младите, како се однесуваат, да речам, овие денови со оглед на тоа што мора да одат во училиште, а сепак веројатно на никој не може да се фокусира онака како што треба на наставата. Како што веќе напоменавте, сите сме засегнати од оваа ситуација по однос на младите, тоа се средношколци, односно врсници на оние нажалост деца кои што веќе загина во таа трагична несреќа, погодени сме сите. Како се одвива наставата? Се обидуваме на секој начин да влијаеме на тој процес да продолжи онака како што е предвидено, односно онака како што треба да се одвива за средношколците. Тие траурни моменти што се случија веќе помина, се зад нас, нормално трагата ја оставаат и со таа трага се живее и понатака. Како што кажавте, јас сум поранешен директор на тоа училиште, доскорашен, до пред 6 месеци, а сега сум професор по спорт. Можам да зборувам од призма на предметот кој што го предавам, односно спортот е начин на живот, односно начин како да фокусот од вакви лоши работи да го пренасочиме во нешто што е квалитетен начин на живот. Се трудиме како професори да во овој период малку повеќе кроз призмата на спорт влијаеме на учениците да се чувствуваат, ако може да се каже, малку подобро во ваква состојба. Онако што во изминатите денови исто го споделивме, се насоките кои што ги даде Министерството за образование и наука за тоа како во овие денови да се постапува со учениците, поточно наставниците, професорите, оние кои што го поминуваат скоро и половина ден со учениците, како да постапуваат и како во тие моменти да ги дефокусираат децата, особено оние кои што разбираат, да во средно училиште се разбира дека веќе се свесни. Што се случува? Да се направи еден дефокус, а ми се чини дека спортот е еден од најдобрите начини тоа да се постигне од секој можен аспект. Ако зборуваме за физичкото здравје, психичкото здравје, некако намалување на стресот кој што го имаме во овие денови. Така. Бидејќи спомнавте за насоките од Министерството за образование, имаше точно насоки да службата педагошка пред се малку повеќе внимание се обиде да посвети на психолошки план, да разговара со оние ученици кои што навистина се малку повеќе погодени од оваа состојба и мислам дека во нашиот случај, во нашето училиште се работи тоа на добар начин и немаме некои посериозни случаи на ученици. За спортот веќе почнав да зборувам, можам буквално да цела емисија зборуваме колку позитивно може да влијае. Учениците се свесни за тоа. Имаме ситуации каде што деца, ќе кажам јас, кои што и не се толку вични во спортот, сакаат и пробуваат да сработиме, односно да си поиграме, детски кажано, на часот по спорт, како овие работи полесно ги забораваат. Влијае позитивно и на нивното здравје, но и во оваква ситуација во која што се наоѓаме сега. Особено во вакви тешки моменти. Имате ли информација дали дел од учениците се обраќаат кај училишните психолози да разговараат? Ние изминативе денови пречекавме тука неколку психијатри, психолози и сите го потенцираат тој момент, да, социолози го потенцираат тој момент дека
мора да се зборува со децата, особено на оваа возраст, средношколците, бидејќи верувам дека нели се препознаваат, се присликуваат на некој начин или со жртвите кои што го загубија својот живот, но има и деца кои што потешко се отвораат за разговор, а тагата нели и болката, гневот го носат во себе. Имате ли информација дали децата се обраќаат до училишните психолози, колку сакаат да разговараат на Јас морам да напоменам дека Владо Тасевски, средното Владо Тасевски, односно попознато како ПТТ ЖУЦ, важиме за училиште во кое што владе една убава кохезија, соработка помеѓу наставниците и учениците, службата и учениците, службата и наставниците, така да сите сме си поддршка едни на други на било каков начин. И во нормални услови, во нормални времиња, учениците бараат разговор. Сепак се наоѓаат во оние години каде што им е потребно сето тоа. Дали се тоа љубовни проблеми, дали се проблеми на однос на другарчиња, во секоја смисла на зборот, врсничко насилство и сите тие работи, соработуваме, разговараме, а разговорот на тие години, повторно ќе повторам, и те како влијае на нив и може да има позитивни придобивки. Така. Затоа што ни се случи ваква трагедија, каде што изгубивме навистина голем број млади лица. Свесни сме, информирани сме и од медиумите и од дополнително како се одвива истрагата за тоа со какви всушност неуслови, односно неисполнети услови функционирала една дискотека во еден град во Македонија и од тука по отворање на истрагата и голем број такви неправилности излегуваат на виделина. Се отвораат многу прашања во овој период за тоа колку сме подготвени за вакви неочекувани кризи во било каква институција или нели во било каков објект. Конкретно кога зборуваме за училиштата, тие се апсолутно неопходно да бидат подготвени како што треба и да ги имаат сите можни услови доколку се случи не дај Боже ваква неочекувана криза. Затоа и постојат вежби и симулации кои што некако ја прават таа проба за не дај Боже што во ова средно училиште Владо Тасевски или она кое што вие го знаете се разбира како информација во однос на ваквите вежби. Владо Тасевски е училиште кое што инфраструктурно доста солидно изгледа, многу добро би рекол. Оние минимални технички услови секако дека ги исполнуваат всушност сите средни училишта на град Скопје, таму малку повеќе сум упатен бидејќи бев дел од тој систем на управување, ајде да кажем. Зборуваме за Владо Тасевски, сите училишта во градот Скопје се градени во поранешниот систем, односно таа бивша Југославија. Сите го имаат оној хидрантен систем, сите го имаат тој противпожарен систем што во тоа време бил на некој начин систем кој што бил сосема адекватен. Функционира и сега. Проверките на тој систем законски онака како што е предвидено се прават на една година. Односно хидранската мрежа, ПП апаратите и се она што подразбира противпожарна заштита. Велите предвидено е, но дали функционира во пракса? Се прават во училиштата? Секако дека се прават, затоа и реков мандатно, односно законски нас ни е задолжени сме тоа да го правиме на една година. Проверките зборувам на апаратурата. И сега споменавте симулации, јас можам тука да кажам дека во тие 6 години колку бев директор во тоа училиште, на 2 пати имавме ние таква симулација која што во буквална смисла е не најавена кај учениците, а во соработка со противпожарната бригада на град Скопје, каде што ние дојавуваме, односно симулираме одреден пожар, дојавуваме до противпожарната бригада, се мереше и времето за колку време ќе стигнат, коридорите кои што беа согласно противпожарниот план онака изработени, дали се запазува редот на излегување, односно делот на оние мапи кои што се за излези, која училна од кој излез излегува и така натака. Во тој противпожарен план постојат луѓе вработени кои што точно стрикно се знае кој за што задолжен е. Да речеме еден хаусмајстор е задолжен да во случај на елементарна непогода или случајот да зборуваме за пожар да исклучи доводот на струја, односно електричната инсталација. Друг е задолжен да почне да ги поврзува оние црева на хидрантите, како брзо би се реагирало во таква ситуација. И ако треба да кажем дека е доволно, можеби во овој момент да, функционираат и хидрантски мрежи и е доволно. Но живееме во еден технолошки развој со таква брзина во светот, каде што можам да напоменам дека започна во тоа време некоја си анализа колку би не чинел оној модерен, независен противпожарен систем, сплинкер систем, така го викаат всушност. Некаде во соседството да функционира? Па има и кај нас во Македонија, но
се уште мислам дека во училишта не, и можеби овие понови што се изградени, па таму да ги има, но не е тоа нешто што не можеме да го имплементираме во било кое училиште. Тоа е систем кој што е независен. Што е поразлично во тој систем? Што го прави подобар? Поразлично е тоа што тој е автоматски противпожарен систем. При појава на густ чад и оган, самиот се активира и во истиот момент почнува да прска вода со оние концентрати кои што ги имаме всушност во ПП апаратите во моментот. Зашто е подобар? Затоа што во таква ситуација не е зависно од човек. Да. Ако се развие пожар во поголеми размери, таму не може да влезе пожарникар. Не можеме ни да зборуваме ние, не да може ученик да се најде во таква ситуација таму и сите тие работи. Зашто да речеме да не почнеме да размислуваат оние кои што... Па, веројатно ова ќе бидат времења на доста промени и реформи, како во училиштата, така предпоставам за се друго не се само училиштата, тука може да бидат градинките. Во градинките имаме дечиња кои што се 4-5 години. Многу потешко би било, не дај Боже, таму да се случи таква работа. Почнав да ви кажувам за тоа дека направив една анализа, првична, тогаш дека таков еден систем за нашето училиште ќе чинеше околу 20.000 евра. Јас сум сигурен дека за една држава, еве и град Скопје, па нека и друга општина, не се сериозни пари да во секој училиште се направи еден таков систем. Во секој случај е подобар од оној што до сега го имаме. Би било добро, во наши услови ќе биде револуционерен потек, што не е случај во западните и модерните држави. Споменавте дека сте имале симулација на вежби 2 пати во време трајање на вашиот мандат. Тоа се 6 години, а две вакви вежби. Ако ги земеме во предвид ковид од 2 години, каде што не можеше, значи на 2 години... Кога вообичаено се прават на 2 години? На 2 години е соодветно да се прават такви симулации, бидејќи нели една генерација трае 4 години. Сушност на пола од нивното средношколско школување да имаат една таква симулација. Видете, тоа не е само симулација за да бидат спремни како да се однесуваат при таква ситуација во школа. Тоа може да се случи, не да може во било која друга институција, да знаат дека треба да се почитуваат оние мапи за движење при елементарна непогода, да знаат како се ракува со таков уред и сите тие работи. Тоа и ми беше прашањето, колку, односно како реагираа учениците, бидејќи тоа беше ненајавено за нив, иако се беше нели се било организирано, но затоа што ситуацијата со пожарот во Кочани зборуваше за стампедото, паниката, нешто што е, нели, да речам, најкарактеристично за вакви кризни ситуации. Тоа се случувало и во некои други држави кога имало слични непогоди. Тоа се првите моменти, односно првите знаци како ќе реагираат младите особено. Како реагираа во овие ситуации, во овие вежби? И како се снајдоа? Затоа што, нели, секојдневно ние ги гледаме мапите за евакуација на секаде и тука во нашиот работен простор, во моловите, во многу објекти, но кога ќе дојде моментот, кога веќе те фаќа и паника и нели не знаеш што попрво да направиш, борба за живот е едноставно. Дали во тие моменти младите, односно средношколците се снајдоа? Како опишете ни како и реагираа за вежбите? Ние го спроведовме како симулација, како што кажав, беше во соработка со противпожарната бригада на град Скопје, беше ненајавено кај учениците во коридорот во кој што се случи, но во секој случај знаеа, беа запознаени професорите кои што држеа настава во таа училница, оние кои што се технички персонал, а се задолжени според они план за против пожарна заштита кој што треба да работи, учениците не беа запознаени, но беа водени од оние кои што беа задолжени за нив во случајот наставниците. Како реагира во прв момент да е оној првичен стрес каде што некој најавува дека се случува нешто што не е во моментот нормално да кажам, односно дека има некој си пожар. А како се најавува, извинете? Имавме ние звоно во училиште. Тоа е стандарден начин кога се крши. Не, тоа се оние модерни системи, таков немаме. Се случи во една училна симулацијата, каде што немаше ученици. Нормално, моравме да внимаваме, сепак се тоа малолетни лица. Се случува во една училница каде што немаше ученици, а ги известивме оние во другите училници со одење по ходникот и звонење со звонче. Тоа се оние, тогаш на шала така кажувавме, оние звончиња на времето како се звонело во училиште, ние имаме уште едно такво звонче. На тој начин всушност се извести дека имаме состојба на пожар и што е добро во ситуација на средношколците, они учат во една училна и точно знаат
каде им се најблиските излези, затоа што ги користат при излез на голем одмор, затоа што ги користат кога е време за дружење, за дружба. Секој знае од каде да искочи, секој знае од каде да влезе, они ги знаат буквално сите влезови. И изненадени бевме, има за тоа снимки, јас не бев подготвен ајде за ова гостување, има снимки кои што се во противпожарната бригада од целата оваа симулација. Како доаѓаат противпожарните возила, како се вадат оние црева, како се гаси тој пожар. Првичниот стрес го елиминираа многу брзо, ги евакуиравме сите на зборното место што е предвидено. Нормално после тоа кажавме дека тоа беше симулација, дека направено е за доброто на сите. Си се насмеавме и кажавме дека навистина сме добри во сето тоа. Следствено пак на тоа ни дојде оној период кога се сеќавате дојавите за бомби. Така, тоа ќе беше моето следно прашање. Каде што во неколку гостувања тоа го кажав, толку добро сме бевме истренирани да верувате за 2-3 до 5 минути максимум цела една смена евакуиравме во тој период од 500 ученици горе-долу. Тоа и сакав да го споменам следно. За жал младите во овие години или во ова време се навистина најмногу на удар, особено исто стрес доживува со тие лажни дојави за бомби, но никогаш не може да се знае дали е лажна или вистинска се додека не се провери. И тогаш се случуваат тие евакуации кои што представуваат, како што велите, тренинг, но тоа беше предизвик и за наставниците, за професорите и за самите ученици, затоа што тука знаете дека е симулација и вежба, а таму не сте целосно сигурни, иако по толку голем број лажни дојави веќе нели и предпоставките беа. Тука се водевме секогаш од она надевајте се на недоброто, но бидете подготвени и на најлошото. Затоа и како позитивно влијаат вакви симулации и треба да се прават и мислам дека се спроведуваат. Се спроведуваат во многу училишта, луѓето кои што се работени како пожарникари против пожарната бригада на град Скопје се едни прекрасни луѓе, се обидуваат да помогнат на секој начин при обука, зборувам, кој како треба да постапува и така натака. Низ социјалните мрежи, особено изминативе денови, се појавува луѓе кои што живеат надвор од Македонија, во некои можеби малку поразвиени земји, ја доловува сликата за тоа како нивните деца кога одат во училиште, сега зборувам и за основни училишта, барем еднаш во месецот имаат по некоја ваква вежба, да речем. Јас, не знам Ивана, меѓутоа во моето образование не сум доживеала симулација на ваква вежба. Не знам колку што се сеќавам. Да. Сега не знам дали ова од поново време, меѓутоа факт е дека нели кризите или кризните моменти не бираат време. Треба секој еден да биде подготвен за вакво нешто. Видете, ова не е нешто, те прекинав, извини. Симулациите не се нешто што нас ни е задолжително да го направиме. Но и како е потребно да се прави. Кој е иницијатор во ситуацијата? Директорите, оние кои што ги водат училиштата или тоа е некоја програма од државата? Првиот пат го направивме тоа, ако добро се сеќавам, беше 2019 година. Лично јас бев иницијатор во соработка со тогашниот командир на противпожарната бригада. Автокоманда е седиштето нивно, ако не се лажам, да, во автокоманда е. Дојдоа сосема нови возила, они тогаш може и да се пофалат со одредена нова инвестиција во однос на тие возила противпожарни, дојдоа со нови возила, сакаа да ни помогнат, а од друга страна ние сакавме да го направиме тоа, бидејќи во тие години во кои што живеат, мислам во тие години во кои што се наоѓаат младите, она слободно време може и квалитетно да се пополни. Тоа се случи пред големиот одмор, односно за време на часот кој што е пред голем одмор на трет час кај нас. Дел од часот, да, го прекинавме, односно на половина час, но мислам дека сите тие кои што беа дел од тоа и го паметат и научија нешто тие работи. Па тоа и поинтата да се ништо не чини, добра волја и да, и не треба да биде изборно, туку треба да биде задолжително. За сега кажав не, но би било добро да сите сакаат да го направат тоа. А јас верувам дека и сигурен сум дека на никого нема. Ќе одговорат на секој повик против пожарната бригада за да го направи тоа во соработка. Не само училиштава во Скопје. Сега имавме ситуација со Кочани и со други, значи ова е нешто што треба да се применува во сите образовни институции во земјава и се надеваме дека овие реформи кои што и тоа како и се потребни на нашата земја конечно нешто ќе размрдаат, бидејќи сведоштвата на голем дел од луѓето се дека млади деца се враќале во дискотеката со најразлични начини како тие да се заштитат со ставање мокри крпи на глава и така натака. Значи сепак во такви кризни моменти кога паниката е можеби на највисоко ниво, сепак има млади луѓе кои што умеат нели
да помогнат и на овој начин, а предпоставувам дека можеби имале некакво искуство. Сега кога би требало да зборуваме за тој случај, навистина ми е тешко и не би сакал да зборувам што таму се случувало. Пред се ќе кажам да, читав и јас, и сите сме ние во таа состојба го гледаме се до тоа се херои во буквална смисла на зборот. Има луѓе кои што спасувале и да не се вратиле повторно во дискотеката, веројатно ќе биле живи, но пак ќе кажам и како би влијаело да сите тие имале одредена обука како да се однесуваат во состојба елементарна непогода, пожар, како да се однесуваат при голема концентрација на густ чад и сите тие работи. Не сакам да навлегувам околу техничката исполнетост на локалот, за тоа веќе сите слушнавме, видовме. Не сум нити надлежен, а најмалку па стручен, но сигурен сум дека доколку тие млади луѓе како и овие наши кои што во нашето училиште имале можност еднаш два пати да го видат тоа или да бидат дел од тоа, би реагирале соодветно. Јас мислам дека доволно работи споминавме во контекст на оваа тема, ако како што реков во овој период нели се отворат голем број прашања и за речиси сите институции во државава и особено училиштата, кај што е нашата младина или нашата иднина за тоа колку се подготвени и какви се условите во услови на, односно во случај на неочекувани кризи. Александра, благодариме што ете од ваша аспекти како професор и како поранешен директор тоа можевте да ни го доловите, особено во овие минути кога е тешко да се зборува, но сепак треба да остане малку сила и енергија во нас за да можеме, ако вие во секојдневна комуникација со младите, кои некои од нив рековме може да имаат прашања, но некои од нив треба да им даде совет и препорака и за спорт и за друг начин како би се дефокусирале и би го поминале квалитетно времето. Верувам во следна прилика ќе се видиме со некоја подобра и посветла тема. И благодарам на поканата.